И додека председателот Володомир Зеленски беше на средби со конгресмените и со председателот на САД Џо Бајден, во меѓувреме ноќеска Русија го нападна Киев. Какви нови случувања има околу оваа војна, зборуваме во продолжение со Андоновиќ. Па практично Киев на моменти е цел на проектилите на руските ракети. Обично е тој напад фокусиран околу Донбас и Луганск, но на моменти се гаѓа и престолнината Киев, но се гаѓаат и Одеса и останатите поголеми градови, па не ретко се гаѓаат и оние на западниот дел на Украина, кај што се Лавов, Ивано-Франковск и останатите градови кои се на самата полска граница, што во ниеден момент не се во амбициите на Русија и на Путин да имаат било какво влијание. Нападната Киев, 45 лица повредени, уништена одредена инфраструктура, така барем. Има и деца да нагласиме. Па да, има и деца, инфраструктура оштетена, некои водоводи и такви некои работи, како според зборовите на градоначалникот Кличко, така да Русија си ја продолжува онаа зацртана воена офанзива, која на момент изминативе колку таму години, денови веќе сметавме ние обичните лаици што само известуваме дека маваат кому иде што се вели, но очигледно има некаков план и тоа е тоа, така да продолжува војната во Украина, продолжуваат борбите, се обидуваат големите светски сили да најдат некаков компромис зад кулисите на оваа војна, што не можеме да допреме како јавност. Војната таму трае, во меѓувреме Зеленски отиде во Вашингтон, беше на средба со Бајден, беше во Конгресот, се обиде да ги убеди лидерите на предсе републиканците кои ја блокираат финансиската помош за Украина, апелирајќи дека доколку не ја добијат оваа помош, украинците нема да можат веќе да се борат со Русија. Ќе го добие ли божикниот подарок Зеленски? Бајден изјави дека САД стојат за Украина и ќе направат се да ја помогнат, тоа се оние зборови што ги има. Меѓутоа многумина аналитичари оценуваат дека беше неуспешна посетата на Зеленски, особено што не успеа да ги убеди републиканците, оние што ја кочат таа помош, дека треба после 658 дена Украина да добива нова помош. Таа ќе добива, се разбира, помош, но нема да ја добива онаа безрезервна што ја гледавме изминатите месеци, значи денеска е 658-миот ден од војната во Украина, колку е тоа веќе 3 години веќе ќе се стори војната, така да веројатно ништо не е бунар без дно. Значи оценката е дека нема некоја голема поддршка, дека неуспешна е оваа посета негова. Зеленски веќе отиде во нордиските земји, ќе се сретне таму каде што очекува и од таму некаква помош. Бајден му рече дека освен САД и Европа ќе ја помогне, Западот ќе му помага на Украина, но ќе видиме до кога и како. Но индикативно е тоа што во моментот додека тој се обидуваше нешто да ги убеди американските представници, излезе рускиот амбасадор во Вашингтон, кој случајно или не, а не е случајно се разбира, темпирано даде изјава за светските медиуми, па и за американските, дека оружјето и помошта која ја добива Украина изминатите 658 дена се жртва на корупција и распространето по целиот свет, алудирајќи дека одредени функционери во Украина наместо помошта да се ја фокусираат за потребите на украинската одбрана, тие го препродаваат тоа оружје и тоа се вика нели ратно воено профитерство, па имаше извештаи дека дури дека дел од оружјето завршило и во Израел, дека го има и Хамас, и тоа се сите тие приказни во светската јавност што дополнително у таа војна на информации се обидуваат двете страни да испрофитираат. Сума сумарум, Зеленски продолжува понатаму, но за жал ја нема веќе онаа привилегија што ја имаше пред почетокот на војната во Израел, односно во појасот Газа. Се потешко и потешко се справува нормално со руската агресија, интервенција, специјална војна операција, како или веќе да ја нарекуваат. Од друга страна, веќе јас неколку дена зборувам и мислам тоа го има во светските медиуми, дека се потешко ќе се справува и со луѓето внатре, почнува полека да има одредено конфронтирање со самиот Зеленски. Прве истиот
градоначалник Кличко, кој уште од почетокот на воената интервенција се конфронтираше со Зеленски, сега изјавува дека не се видел и слушнал со Зеленски со месеци, што е една невообичаена работа, ако се земе во предвид дека градоначалникот на Киев и председателот на Украина би требало да имат некоја поголема соработка. Ке го повторам, генерал Залужни, кој очигледно военото лоби сака да го исфрли надвор на следните председателски избори кои ќе бидат во Украина, за да утре се обиде истиот тој да може да направи некаков компромис. Во секој случај војната во Украина продолжува, борбата дипломатска и борбата со информации продолжуваат и сето тоа све помалку и помалку има поддршка од Западот, а самиот Запад веќе почнува да има проблем бидејќи треба да помага и во Израел, каде исто така администрацијата на Бајден, која ќе потсетаме во пресред на председателските избори, треба да му помага и на Израел. И сега ќе се префрлам без твоето прашање за Израел, дека и покрај големата поддршка која сад ја дават исто така на Израел, самиот Бајден изјави дека Израел све помалку и помалку има дипломатски пријатели во светот поради неселективното бомбардирање на цивилните цели. Па оттаму и Бајден, иако нели и Соединетите Американски држави ќе му даваат поддршка, ќе има проблем бидејќи ќе мора Израел има еден тивок притисок и кон Израел, како и кон Зеленски. Значи, притисокот кон Зеленски е да се согласи на некои отстапки, а притисокот кон Израел е да ги намали неселективните воени акции врз цивилните цели, бидејќи тој вчера го зборувавме, дипломатската и медиумската војна очигледно ја добија Хамас и палестинците во моментов, бидејќи Израел неселективно гаѓа, тие несомнено војнички ќе победат, но се работи за тоа што понатаму, бидејќи план после ова се нема. Дали Нетањаху ќе го послуша Бајден со препораката дека треба да ја промени владата? Тоа ќе видиме. Не сум уверен. Проблемот цел е што светот влегува во изборен процес, ја повторно ќе кажам. И тој изборен процес му отежнува на Бајден и на демократите, бидејќи ако еврејското лоби е јако и финансиски и со поддршка во САД има и голем број на муслимани и арапи кои сигурно поради оваа политика на Бајден нема да му ја дадат поддршката. Од друга страна го имаме еден растечки Трамп, поранешен председател. Републиканците играат доста. Еве, тоа е таа блокада што е за Украина во моментов, укажуваат што ќе биде понатаму, бидејќи, знаеш, и американската јавност веќе е изморена од војна и сите обични луѓе кои се гласачко тело утре кои ќе кажат добро дај нека запреправим војна, па после ќе видиме кој е чив, кој ќе профитира, кој ќе изгуби, така да републиканците одат понатаму, ги блокираат оние средства за Украина, се навестува дека може да дојде нова некоја точка на конфликт, особено во Јужна Америка. Ја повторно ќе кажам бидејќи блокадата на украинските средства треба да се пренамени за поддршка на јужната граница на САД кон Мексико, откаде што доаѓа огромна емиграција од Јужна Америка, проценките дека илегално влегуваат по 10.000 луѓе дневно, тоа е голема бројка дури за Соединетите Американски држави, која па може однатре да дестабилизира држава, независно која и да е, па дури и САД. Така да имаме една голема непознаница што ќе се случува и наредниве па не се 365 дена, ми се чини председателските избори во САД се во ноември, ќе видиме сега номинациите, Бајден оди, Трамп дали ќе оди, вчера зборувавме, анкетите велат дека Трамп има најголем рейтинг во да ја зема републиканската номинација со 61% пред второпласираниот Десантес, гувернер на Флорида, кој има само 11. Значи, некако се цртаат полека контурите како ќе оди понатаму. Особено е важно да не избие некаков нова тензија околу со Кина и Тајван, бидејќи и тоа го гледаме, има иницијатива од Вашингтон да ги намали малце тензиите. Значи ќе видиме наредниот период што све ќе се случува. Африка е исто непознаница и таму имавме конфликт, но едно е сигурно, ќе се согласам со Зеленски кој рече вчера дека подарок за Путин во моментов е не давањето доволна
воена финансиска поддршка од САД. Дополнително и Унгарија ги уценува кога се работи за помошта која што види, сите ги гледаат своите интереси. Значи оваа војна траеше 158 дена. Тоа е многу ако го претвориш у години, многу трае. Русија да и таа во часови и во минути доколку го претворише. Ќе потсетам дека ниту планира да трае толку долго таа војна, ниту по оваа војна копнена офанзива на Израел, денеска е 68 ден од копнената офанзива, од некое искуство што сум ги следел предходните тие акции зборувам, не они и па дури израелско-арапските војни што беа 72-68 трае по 20-25 дена. Значи војна на држава со држави. Оваа акција, овие акции обично трае по 5-6 дена. Израел ќе влезеше во тие джепови на тероризам, ќе ги изолираше и тука доаѓаше крај, се повлекуваше војската, подоцна имаше полиција и што и да е. 658 дена израелската армија ги притисна и цивилите до самата граница на Средоземното море, буквално ги истисна, но отпорот на Хамас и натаму го има. Значи, произлегува дека колатерална штета е Хамас, а не е жртва Хамас на овие сите напади, што не е добро за израелската политика. Благодарам што јутринава беше во рамките на Слободен печат и ја направивме оваа анализа. Се гледаме утре веднаш повестите со тебе, Андоновиќ.